По појавата на симптоми на труење кај десетици деца во основното училиште Димо Хаџидимов во Карпош, инспекцијските екипи на Агенцијата за храна и ветеринарство извршија вонредни контроли во кујните на 9 основни училишта кои се менаџираат од истиот оператор за исхрана, која поседува и централната магазинска просторија, што се наоѓа во основното училиште Димо Хаџидимов. Në kuadër të kontrolleve parandalluese të jashtëzakonshme në këtë shkolla, ku nuk ka fëmijë që kanë shfaqur simptomat e helmimit nga ushqimi, po merren mostra nga ushqimi dhe nga sipërfaqet e punës për testime laboratorike. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës pret rezultatet e testimeve të mostrave të marra nga ushqimi dhe nga sipërfaqet e punës në kuadër të kontrollit të jashtëzakonshëm inspektues të dieshëm. Резултатите ги очекува и градоначалникот на Карпош Сотир Лукровски, за да се утврди што ги предизвикало симптомите кај децата, бидејќи како што изјави, симптоми има и кај некои што не конзумираат училишна храна. Нагласи дека има околу 30 деца со симптоми и апелираше да не се шпекулира со бројки. Што интересно, имаме и меѓу нив имаме деца кои не користат храна. Имаме симптоми кај повозрастните, јас сум 2 дена со некои слични симптоми. Така да не се злоупотребува ситуацијата. Вчера бројната состојба негде 70 и нешто ученици биле отсатни од настава, меѓутоа тоа не значи дека се сите по основ на труењето или што и да е со одредените симптоми. Има деца во моментов има појава на сипаници. Контролите се спроведуваат откако во вторникот вечерта околу 40 деца од различни одделенија во основното училиште Димо Хаџидимов покажаа симптоми на труење со храна.